Генералниот директор за проширување во Европската комисија на трибина во центарот Вудро Вилсон во Вашингтон зборуваше за актуелната агенда на Европската унија за проширување и за напредокот во спроведување на реформите на земјите аспиранти за влез изминатата година. Конкретно за Македонија Леј истакна дека во извештајот на комисијата, што ќе биде објавен на 14 октомври, земјата може да очекува позитивни оценки. I think that the country has made a lot of progress in the last year. Сметам дека земјата има постигнато голем напредок изминатава година. Во рамки на процесот на проширување јасно бараме дека треба да бидат исполнети одредени услови за придвижување кон следната фаза на европска интеграција. Поставивме 8 клучни цели на кои требаше да се работи. Сигурен сум дека во овогодишниот извештај ќе може да наведеме дека е постигнат значителен напредок во однос на овие приоритети. Леј наброи напредок во реформите во судството, државната администрација и, како што истакна, мощно подобрениот диалог меѓу различни политички лидери во земјата. Генералниот директор за проширување при Европската комисија уште подвлече дека последните избори во Македонија во голем дел били изведени согласно меѓународните норми и стандардите на Европската унија. Представникот на комисијата изрази надеж дека по изборите во Грција спорот околу името ќе тргне нанапред. Се надевам дека по изборите обете страни повторно ќе се ангажираат и ќе најдат решение по прашањето. Од секогаш сме потенцирале дека добрососедските односи се клучен елемент за членство во Европската унија. Се надеваме дека обете страни ќе го следат примерот на Хрватска и Словенија и можна наскоро спорот ќе го претворат во минато. Европската унија и натаму има активна агенда на проширување, вели Леј. Според актуелниот план, во неа се вклучени земјите од Западниот Балкан и Турција.